أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بين يدي الساعة وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарноста му припажа на возвишениот Аллах Азза ва Джал и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Велит имам Ахмед рахимахуллаху таала: колкав е уделот на човекот во исламот, толкав е и неговиот однос кон намазот. И колкава е неговата желба за исламот, толкова е и неговата желба за намазот. Затоа, браќа, намазот не е само движење на телото, туку мерило на нашата вера, показател на нашата ворска со возвишениот Аллах Азза ва Джал и доказ колку на вистина исламот живее во нашите срца. И затоа обврзани сме да го чуваме нашиот намаз од секакви работи и од секакви грешки кои можат да имат влијание во исправноста на нашиот намаз. Па денес ќе зборуваме за некои грешки што многумина од нас ги правиме во намазот, понекогаш од незнаење, понекогаш од немарност, а понекогаш од навика. Не за да осудуваме, туку за да се поправиме, и не да се понижиме, туку за да се приближиме кон возвишениот Аллах Азза ва Джал. Од тие грешки е и борзањето и торчањето за да се стигне на намаз. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем рекол: кога ќе се воспостави намазот, не доаѓајте на намаз трчајчи, туку доаѓајте смирено со одење. Она што ќе го стигнете од намазот, клањајте го, а она што ќе го пропуштите, дополнете го. Што значи, не сме човек да борзат за намаз. Во ова работа, исто спад вид работи кои му сметаме на некого други, како што е од борзање и оставаме коли веќе најме надвор, па така му правиме проблем на други. И не само теја, туку теја е причина за луѓево да зборуваат или да ја псует верава, или да ја псует џамијава, или тие кои клањаат во неа, а јас сум сведок и сам го имам сумено теја. Поради често што му паркириват пред кујчи, па после одат во џамија. Што значи борзаш, не смеш да борзаш, туку ставија колата на место кај што не му сметаш на други. И многу често ни упозорве на ова работа. Меѓу грешките во намазот, браќа, е и тоа што некои кога прават руку, премногу се спуштаат или пак и некои многу мало се спуштаат на руку. Туку треба да бидиш на руку рамно. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем, кога правил руку, го израмнувал својот грб толку совршено, што, како што ни е пренесено, кога би се истурила вода врз неговиот грб, таа би останала и не би се разлеала. Значи, седел во руку рамно. Меѓу грешките во намазот и многу битен е недостаток на смиреност во самиот намаз. Борзање во самиот намаз. А смиреноста е еден од рукновите или столбовите на намазот, без кој намазот не е исправен.
Се пренесува од Ебу Хурейра радијаллаху анху дека пратеникот саллаллаху алейхи ве селем влегол во џамија, па влегол и еден човек и клањал на нафиле. Потоа го поселамил, а пратеникот саллаллаху алейхи ве селем му рекол: врати се и клањај, зашто ти не клања. Човекот се вратил, повторно клањал на исти начин. Па го поселамил на Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, а тој алейхи селам повторно му рекол: врати се и клањај, зашто ти не клања. И овој го повторил 3 пати. Потоа човекот рекол: се колнам во оној кој те испрати со вистината. Јас не знам поинаку од овој намаз. Па научи ме. Па рекол алейхи салату вассалам: кога ќе станеш за намаз, изговори текбир, потоа читај што можеш од Куранот, потоа направи руку, се додека не се смириш во него, потоа исправи се додека целосно не застанеш исправен. И овдека во овој момент многу грешве. Се враќат на руку, семи Аллаху лимен хамиде, Аллаху екбер. Одма бегат на сеџде. Не се исправјат комплетно и не се смирвит кога ќе се врати додна на руку. И ове е ризик брече неговиот намаз. Потоа велит падни на сеџде, се додека не се смириш на него. Па подигни се измеѓу две сеџдија, све додека не се смири седејчи. Исто и овде е голем проблем. Измеѓу две сеџдија. Аллаху екбер, Аллаху екбер. Одма не се застават воопшто. А фарци или најмалу, бар да речиш еднаш рабби гфирли. Па после оди на второто сеџде. И така велит Мухаммед алейхи салам, постапувај во целиот свој намаз. Затоа намазот бреча е ворска помеѓу робот и неговиот господар. Стоењето пред Аллах азза ва џелле во намаз е чест и возвишена положба за верникот, па зошто тога борзање и зошто немарност. Аллах азза ва џел не зависи од нашите намази, туку ние сме оние кои зависиме од возвишениот Аллах азза ва џел. Меѓу грешките во намазот е и тоа што не се прави сеџда на сите 7 делови на кои ни е наредено да правиме сеџда. Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ве селем рекол: наредено ми е да правам сеџда на 7 делови од телото. Тоа значи дека при сеџда мора да допира на земја челото заедно со носот, двете дланки, двете колена и прстите од двете стапала. Овие се 7 делови кои морат да биде на земја на сеџде. Но за жал некои луѓе при сеџда го креваат носот и го ставаат само челово, или пак и дури имаме видено само носов на земја, челово во воздух. А имат и такви кои креваат двете нози или креваат една нога на нога и редет и така го прават сеџдето. А кога сеџдето не е исправно, нормално не е исправен ни намазот. Меѓу грешките во намаз брача е и претекнувањето на имамот. Односно да борзаш во движења пред имамот. Од Ебу Хурейра радијаллаху анху се пренесува дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем рекол: зар не се плаши оној што ја крева главата пред имамот, Аллах да не му ја претвори главата во глава на магаре? Ова е силно предупредување и закана од Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, кој покажува колку е опасно и недозволено да се претекнува имамот во намазот. Било да е руку, враќање од руку, сеџде или било кое движење во намазот. Од грешките исто така на сеџде е човекот да ги спушта лактоите на земја додека е на сеџде. Од суннет е, кога си на сеџде, прво роциве да ти се спојани и кун кибле. Второ, лактоиве да ти се кренати и по можност одвојани од телово, а никако не сме да ти се спуштени на земја. Во Сахих Муслим се пренесува од Албара бин Азиб радијаллаху анху дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем рекол: кога правиш сеџда, стави ги дланките, значи роциве на земја и подигни ги лактите. И исто така во други хадис Аллаховиот пратеник алейхи салату васелам рекол: бидете умерени во сеџда и не ги испружувајте рацете како што ги испружува кучето. Што значи на сеџде роциве да се рамни и лактоиве да се кренати.
Меѓу грешките, браќа, што е многу исто така проширено посебно ке младиве, а теа е отскривање на авретот или делови од телото што морат да бидат покриени. Ове се десвит кога човекот носи многу тесна или прозирна облека, или кога насежде претежно кошулава или маицава се креват па се гледат неговиот заден дел, срамен дел. Затеа или пак и што е во мода, нажалост, многу пантоли имат искинати. И посебно имат искинати згора од коленово. А авретот ке можов од ке коленово до ке попокот. И затеа, никако да не се идет, никако со искинати пантоли, но посебно да не се искинати во место ке што е аврет, зашто теа зависи и твојот намаз. Мухамед салаллаху алейхи ва селем исто така не вели за рамениците. За раменава исто така, браќа, морат да бидат покриени. Иако не спади во аврет, но во намаз морат да бидат покриени исто така, значи да не се клањат со ремушки. Меѓу грешките исто така е теа што некои луѓе клањаат со облека на која имат слики. Слики со од души, дали животни, дали луѓе, нажалост ќе видиш некој цела слика од пејач или фудбалер или слично. И ќе го видиш пред тебе во саф, ке што клања. Во основа забрането е све како слика да се носи. Или да се чува дома, на отворено. Затоа што Мухамед алейхиссалам вели во домот во кој има слики не влегуваат мелеки, па како тогаш во џамија или да се застаиш и зад тебе да клања некој. Затоа пазите се посебно вашите деца да немаат облека во која имат слика со души, дали од животни или од луѓе. Помеѓу грешките, браќа, од кои може да зависи намазов е исто така човек да клањат сам во последен саф, а имат можност да влезат во предниот саф. Велит Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем видел еден човек како клањат сам во саф, па кога завршил му рекол, повтори го својот намаз, зашто нема намаз на оној кој што клањат сам зад сафот. Ове преме муавет, ако имат простор ке да влези, тој пак клањат назад сам во саф. Исто така, меѓу грешките, посебно ќе го спомниме, иако има други, но ове е битно, а те е, браќа, што некои луѓе кога клањаат намаз воопшто не движат устава. Мухамед алейхиссалам ни нареди да читаме, да учиме Кур'ан во намаз, зикрој, дови и слично. А учење во арапски јазик значи да го движиш јазиков заедно со устава. А ќе видиш некој учи во себе без да мордат јазик и уста. Што значи тој воопшто ништо не учи во неговиот намаз, само со мисли. И ваке намазот не му е валиден. Затоа ќе пазите, морат да се изговорви со јазик и да се мордати и устава. Овие се, браќа, само некои грешки, од кои грешки се проширени, а мој да ни зависи и нашиот намаз. Затоа го моля на возвишениот Аллах азза ва џеле да ја поправи нашава ситуација, да ни подарите разбирање во верава и го моля на Аллах азза ва џеле да ја чува нашите намази, да е задоволен со нашите намази и го моля на возвишениот Аллах азза ва џеле да ни соедини во Дженнетул Фирдаус заедно со пратениците, искрените и шахидите и со сите добри луѓе. Амин. Баракаллаху ли ва лакум фил Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Пред да завршиме, речемете еден апел до џематлиите од одборот на Долна џамија, дека кој не имат измирено џамиска такса оџалок, по можност да го измирит и дека после џума ќе имат сергија за потребите на оваа џамија, Аллах да го награди на свекој еден.
فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على نبي الرحمة والهدى فقد أمركم الله في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون